Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва, одлично интервју, Александар Бежовски. Многу мина не го знаат. Човек од доверба на доста Демовска, близок на калето, односно на американската политика во Република Македонија. Дел од имотот на ВМРО во време на Љупчо Ѓоргиевски завршува на негова фирма или тој е директор на таа фирма. Човек кој многу знае, кој прв јавува дека Никола Груевски 2001 година ќе биде новиот лидер на ВМРО ДПМН, тоа се случува 2003 година, близок пријател на Филип Рикер. Значи Александар Бежовски 60 минути интервју со многу ексклузивни информации, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Александар Бежовски, како да ве представам пред публиката? Адвокат Александар Бежовски. Адвокат не може, тоа не одговара. Борец против длабоката држава. Па и тоа баш не одговара на вистината, но ќе пробаме низ емисијата тоа да го дефинираме и да откриеме. Последен пат сте во емисија во Центар 2010 година. Да, во април 2010. Значи некаде пред нецели 11 години. 11 години. Тоа беше емисијата дали Љупчо Ѓоргиевски и Никола Груевски. Тајната коалиција беше насловена, како што се сеќавам. Тоа беше Великден, 2010 година, ве собирав за празници и правевме емисија. Да, јас сум благодарен што ми дадовте можност да гостувам, тогаш беше многу стеснат медиумскиот простор, јас да и денеска исто стеснат. Тоа многу ми помогна во јавноста за да се заштитам од подземните игри на УБК и така. Ке разговараме за тоа. Да. Имате среќа, во јануари обично ги правам тешките интервјуа. Заврши Пандов, заврши Солза Грчева, пред 3 години беше Сашо Тасовски, значи јануари месец кога се прават интервју, кај што се станува од интервју, се имате среќа февруари во Република Македонија. Бежовски, дали бевте човек на доста Димовска? Па бев советник на Доста Димовска во 2000 година, кога беше министар за внатрешни работи. Доста Димовска беше на партијата од 97 година, активен 98 на избори, 99 за Борис Трајковски и после тоа... Значи еден од клучните играчи на Доста Димовска. Па не може да се каже дека е клучен, но човек кој стекна доверба во текот на работењето во структурите на партијата. Димовска доаѓа почеток на 2000 година на чело на Министерството за внатрешни работи. Да. И почеток на 2000 година многумина смета дека е почетокот на војната во Република Македонија, иако многумина нели го врзува тоа со Шипковица. Јас, а еден голем дел на луѓето кои ги познаваат работите, сметаме дека настаните во Рачиново јануари 2000 година, кои се уште немаат ни целосна судска разврска, не се откриени сите убици и така натаму. Да, тоа беше пречек на Доста Димовска на местото министер за внатрешни работи од длабоката држава. Предходно нели беше Павле Трајанов министер за внатрешни работи и не се испорачува реформите што се очекува од владата на Љупчо Ѓоргиевски, пошто се сеќавате дека беше он главниот пример за реформатор во регионот на почеток. И Европска унија потпиша договор за стабилизација и асоциација во април, пред јас да дојдам во министерството, и во другите министерства се формира оделенија за евроинтеграција, кој што требаше да прерасне во министерство. За да може публиката наша да разбере. Павле Трајанов е министер за внатрешни работи. Да. По доаѓањето на Љупчо Ѓоргиевски на власт, тоа некаде есента, зимата. Па тоа е бајпасот што го смисли длабоката држава за... Како човек на Васил Топурковски, да, заеднички со Љупчо Ѓоргиевски, дојде на чело на Министерството за внатрешни работи. Да. По време на Павле Трајанов се случува палењето на американската амбасада и кршењето на ембаргото према Србија, не го заморавите. И доаѓа Доста Димовска. Да, како човек од најголема доверба, тоа е Љупчо Ѓоргиевски го потврди во претходните интервјуа и он ја сметал извесно време како човек од најголема доверба, која што треба да ги отвори досиеата на соработниците на УБК, на тајните служби. Вели Љупчо Ѓоргиевски бил разочаран бидејќи Доста Димовска му рекла дека нема досие. Да, да. Тоа го има изјавено и во интервјуа за македонски медиуми. Беше тоа килава така наречена илустрација, таа цела илустрација така почна, така и заврши. Тоа го има кажано и за Ѓорги Коритаров во интервјуто за Слободна зона. Ама гледате сега во тие досиеа онлайн телевизија. Во тие досиеа на државната безбедност. И јас се фрапирав кога добив информации, сознав дека половина партија ВМРО ДПМН е во тие досиеа таму како соработници. На кого? Па на нашите тајни служби, како и да се викале нели УБК ДБК го менува името. Бежовски ќе дојме до тој дел. Тој не е клучен дел. Тој е клучен дел за реформите, затоа што тие беа неколку закони кои што требаше да се донесат да се реформира Македонија по примерот на Латвија и Естонија, разбирате? За да можеме да дојме до таму, значи мораме да почнеме. Значи се пали американската амбасада. Добро. Се крши ембаргото на Ликон.
тогаш на СР Југославија. Ама ембаргото се крши од претходно. Значи се крши од претходно и континуирано, не само со МВР, него и со царина. Така е. Имаме и таму некои играчи кои што ќе ги спомнеме, кои што. Иначе Павле Таранов Семено доаѓа до Стадимовска. Да. Огнено крштевање или огнен пречек на Достадимовска е убиството во Рачино. Ерол Готак се викаше едниот полицаец, го знам, Рилски беше кај мене во Железара, често се каравме кај да паркираме, кај да не паркираме. Мислам, крајно ми е жал што се случи со него. Тоа е дочекот на Достадимовска. Тоа е дочекот. По тој момент во Министерството за внатрешни работи, во дел на екипата на Достадимовска, е Стео Пендаровски, сегашниот председател на Република Македонија. Стео Пендаровски, госпоѓата Каранакова, која што е сега во се спомнува дека е во американска амбасада. Да, се трансферираше во амбасадата кога дојде Љубе, затоа што беше во немилост. Љубе Бошковски. Да, Љубе Бошковски која наследи доста. Со Дужевиќ заедно уште една предадувачка Каранакова беше повлечена. Се смета или во јавноста се перцепира како жена која има контрола во име на американската амбасада врз судските реформи или процесите во судството, односно персоналните решенија во судството. Во битни работи се пушта, значи да ги мониторира тие процеси и судења и така. Бежуски, две работи ми се битни од тој период. Прво, од кога ги имате информациите дека структури на УЧК се на територија на Македонија и може да делуваат на територија. Летото 2000 година, значи више јуни-јули ги имаше тие информации. Кабинетот имаше Достадимовска имаше интервју за Форум. Интервјуто го пишуваше Сашо Коцарев, познат како Мео, беше некој директор во Телеком и беше прашањето кое што го постави до министерката. Такава една неформална на Сава Коцарев, беше тогаш надежен, сега не знам каде се изгуби реално и од животот. Да. И он прашањето беше Горан Матич, поранешниот министар за информации на српската влада во време на бомбардирањето на СР Југославија, а подоцна и координатор на сите разузнавачки структури на СР Југославија или на соседна Србија денес во време на Слободан Милошевиќ, во интервју за емисија во Центар, или да се цитира, кажува дека Достадимовска на средбата во Софија со шефот на ЦИА, господинот Тенат, мислам дека се вика во тој временски период, е придружувана од Сашо Коцарев, значи човекот најголема заедно. Он го одговараше интервјуто за Форум. За Форум. И на прашањето дали има информација дека има раздвижување, не се знаеше дали е тогаш УЧК на некаква паравојни формации на границата со Косово, он рече да пишам вистината или да го пишам тоа што го пишаа како една флоскула политичка. Обланда. Имаше веќе, знаете како од тие информации подосна учествуваат заедно со Достадимовска во политичката екзекуција на Љубен Пуновски. Што и Маријан Ѓорѓев. Ама не е само на Љубен, има еден куп луѓе кои што се екзекутирани политички битни и небитни фати во тој период. Значи вие сте човекот, сега доаѓаме до клучот, вие сте човекот кој прв ја дава информацијата, разузнавачка информација кој што велите. Да. Вие тоа го пишувате на вашиот блог. Да, на блогот. Вие се доживувате како разузнавачко дел на разузнавачкото милје во Република Македонија. Значи во тој период бев, значи прво преку МВР, после тоа преку царина, затоа што има царина и МВР заедничка задача за реформи на целиот систем и заедничко учество во секи проектот кој што е во Букуреш, сега се вика СЕЛЕК, за размена на информација за трансконтинентален организиран криминал. Таму е Габриела Трајковска е таму и еден роднина на Никола Груевски, заборев како што вика, што не знаеш англиски. Габриела подоцна станува вице-премиерка во владата на Никола Груевски. Да, Габриела одржува добри контакти со Груевски уште во тоа време. Нејзин сопруг Горан Трајковски. Поранешен сопруг, почината, нели, господјата Горан Трајковски, кој беше долго години прв човек на управата за приходи. За приходи и директор на Евростандард банка. Кога пропаѓа Евростандард банка, Горан Трајковски е прв човек или директор на Евростандард банка. И тоа Евростандард банка и тука кругот се завртува или се заокружува. Евростандард банка беше банка кај што Сашо Мелков, Никола Груевски од комерцијална банка се префрлија и проба да ги права своите. Не од комерцијална банка. Клучниот период за критичен период, да го кажеме, кога они ја поклопуваат прво НЛБ, после ликвидацијата на Македонска банка, се поклопува НЛБ со нивните активности, затоа што многу активности им беа блокирани, пошто мора да се враќаат кредити, не може да функционира. Никола Груевски ја поклопува? Ја поклопува НЛБ банката, со нивни структури, не они директно. После тоа мора да се ослободат. Таткото на сопругата го префрла од Авто Македонија или како беше во НЛБ. Па мислам дека и сопругата на Трајковски беше, да речеме, во некој банки, или небитно се.
во НЛБ и они после тоа имаат задача да се ослободат и се ослободија од акциите таму, ама тоа беше покасно после аферата со тие 3-4 милиони евра што беа украдени од трезорот, ако се сеќа. Или 9, колку беа? Добро, Бежовски. Значи вие први ја давате таа разузнавачка информација. Тоа е некаде... Разузнавачка информација, тоа е малце покасно, кога сум во Царина, на една средба на разузнавачите од Царина во Украина, 2001 година на крајот. Значи, вие 2001 година ја давате прв информацијата дека Никола Груевски ќе биде иден лидер на ВМРО ДПМН и се спрема за премиер и заедно со Сашо Мјалков треба да биде министер за внатрешни работи, а неговиот брат помал дека сака да биде Владко Мјалков министер за финанси. Тоа значи сте во дел на разузнавање од Царина. Да. На кого ја давате таа информација? Па нормално, видете, тоа се уште владата на Лјупчо Георгиевски. Тоа е дел беше неформална политичка информација која што неформално структури од разузнавањето, конкретно ова е од словенското разузнавање кој што нели предничи во словенски КОС. Па така да го кажеме, кој што е више трансфериран према НАТО. Кон НАТО. Значи прашањето Значи словенечко разузнавање вас ви дава информација дека Никола... Па чисто тоа е точно пласирање на класична информација со прашање каде е Владко Мјалков, пошто Владко Мјалков ја водеше разузнавањето во Царија, но како изолиран во тој време прво вие сте блиски со Владко, со Сашо Мјалков. Па се дружиме, со Даштевски, се дружиме со Даштевски, па и со Даравелски не се дружиме. Даравелски кој човек на Доста Димовски начело на Македонската царина. Да, и уствари таму ме прима како човек на Доста Димовски. И всушност е човек кој треба да ја реализира операцијата заедно со Војо Михајловски и со Ламбер Нудов за преземање на Македонска банка. Па не, она е преземена. Не, зборам од кога ВМРО доаѓа на власт. Да, ама не видете Даравелски е вклучен во финансирањето на партијата и претходно. Јас не се знам, но ги имам информациите. Шкоди, не знам што, вие сте го слушале вие. Значи вие таа информација му ја давате на... Па и не, он е еден од клучните луѓе на Лјупчо Георгиевски, бар ние така знаеме. Јас со Лјупчо немам контакт, уште Лјупчо не ни знае дека постојам се уште. Значи е прима Даравелски таа информација. Ја прима, да, и Даштовски исто е присутен на таа средба. Јас сега председател на државната изборна комисија. Да. Јас им објаснувам што, како, зошто и ме прекинува така Даравелски малце нервозно, а ме вика што се тие детски муабети Владко и Сашо. Значи они се во лоши односи реално со Мјалков. Па и со Груевски реално. Груевски им е шеф. Груевски му е шеф на Даравелски, ама односи нема никак. Но немат никакви. Но кога доаѓа прашањето да се прати неговиот роднина во секи центар од кој што не знае англиски, Даравелски подпишува без проблем. Јас на тоа реагирам, пошто реално јас требаше да Никола Груевски. Значи 2001 година се знае дека Никола Груевски ќе дојде на чело на ВМРО. Првите разузнавачки информации за кои што добив забрана да зборувам директно од Даравелски, затоа што се лутел Лјупчо Георгиевски се 2001 година. Значи Лјупчо Георгиевски го промовира Никола Груевски некаде пролетта, март месец 2003 година. Па е конгресот во Охрид, кај што Никола Груевски, значи 1,5 година претходно веќе се знае, вие носите првата информација дека Никола Груевски ќе биде лидер. Информација која што имаат разузнавачките структури. Значи јас 4 години поминав во работа со тие разузнавачки структури, прво како советник на министерот за внатрешни работи, после како раководител за оделение за меѓународна соработа. Јас ги имам сите контакти со сите НАТО амбасадори тука во тоа време. Значи воопшто не знам како да ви кажам, француски амбасадори, турски, германски, сите. Добро, Бежовски, сигурно. Значи некаде февруари месец, тоа е првата недела на февруари, секој се прави оној молитвен поедок во Соединетите американски држави. Добро. Тогаш е Бил Клинтон председател на Америка, Медлин Олбрет е државен секретар. Активна е тука, мислам дека и тука доаѓа има средби овде во Македонија. Лјупчо Георгиевски е примен како најголема звезда на тој молитвен реформатор на Балкан. Реформатор, значи само 2 месеци е дојден на чело на македонската влада. Добро, само да ги дистинцираме 2000-2001. Ова е 99. Ова е 99 година. Значи ова е пред НАТО интервенцијата. Сега еден од генералите блиски соработници на Милошевиќ вела дека тогашните служби, воени структури на СР Југославија имале подготвено планови за бомбардирање на Будимпешта, на Загреб и на Скопје, бидејќи тука овие НАТО напади доаѓаат на СР Југославија. Значи Лјупчо Георгиевски е со највисоки звезда на НАТО во тоа време. И во една година значи се руши све. Да, во 2000-те почнува да се руши. Да се руши све. Која е причината да се помини во толку кратко време тој пат од звезда до човек кој е непожелен за меѓународна заедница?
сударот со, мислам, можеби е несвесен судар со американската политика и американските интереси на Балканот. Свесно или несвесно влага тогаш ВМРО суди, бидејќи ВМРО тие конфликти Прво, вака со американската значи, администрација се хронични. Има поддршка страшна. Мислам, Каде ја сите се греши смеат. ВМРО секогаш? Каде ја греши реформата на јавната администрација и реформата на безбедносниот систем? Да не е договорот со длабоката држава, бидејќи Лјупчо Георгиевски Странците мислат тоа дека Лјупчи доста ги возат странците за да заштитат длабоката држава, тоа е моето мислење. Значи, И губат трпение, немаат реализација на договорените проекти. Законот за предвремено пензионирање паѓа на уставен, тогаш требаше да се пензионира Добро, сигурно не е сменет за закон за предвремено пензионирање, веројатно е сменет за нешто друго. Војната 2001 година и доста Не го срушија на уставен, војната може да се стави во корелација со тоа за реформа за кочење на реформата. Бежовски, гледате, војната 2001 година ги поделува Лјупчо Георгиевски доста И демоска. поделува, се согласувам. Затоа Значи, што се еден е различни проамерикански, другиот е веројатно ова прогерманска, пробугарска линија која што се влече и која што уствари прави проблем не само на ВМРО-ДПМН, него и на Македонија. 30 години, посебно Така. ВМРО-ДПМН, таа Погрешната перцепција за такво пријателство со Германија и со Бугарија. 30 Кој што се на директна спротивно со 30 американските интереси. 30 години конфликтите во ВМРО-ДПМН се на прогерманска и проамериканска структура. Па нема проамериканска структура. Например, Орбан е прогерманска структура, Да. без разлика што Орбан беше нели во конфликт со партијата на европските десни партии, секој спроведуваше политика и Орбан и Јанша кои беа усогласени политики со Ангела Меркел. Така е. Заменувањето на Ангела Меркел од кормилото на германската држава, значи сериозен удар и за Јанес Јанша и за Виктор Орбан. Да. И тоа ќе предизвика одреден земјотрес во Па Република. и за, видете сега, тука и за овој, како се викаше, за Каракачанов, за Бојко Борисов, за целата таа структура. За целата структура таму. Пошто американците, реално вика ние тоа не го гледаме како проблем, кој што јас сметам дека се наши пријатели, ние не се распаднавме ради нив во 2001 година, не гледа дека е проблем, него не се разочарани во Бугарија. Што се случи од 2001 година? Ние сме бесни на американците и од една држава која 90, 91, 92 година имаше големи симпатии. Прво имаме вака сега, тоа мора да го разбереме. А подоцне кон западните. Ние никој сме После немале некој бомбардирањето на ресентини Југославија имаше тука многу силен анти-НАТО сентимент. Тоа го видов и во... Тоа е 99 година. 99. Се пали амбасада. Во Белград не се пали амбасада, Точно така. се пали во Скопје. Точно така. Точно така. Тие структури. Јас кога влегов да работам во МВР, значи во не администрација, безбедносни структури, значи анти-НАТО сентиментот на сите службеници беше на високо ниво. И не само во МВР, него и во ВМРО, во структурите. И ден денеска е останато Кажете кој беше главен анти-НАТО? Каде? Кој беше главна на анти-НАТО структура во Министерството за внатрешни работи? Па длабоката држава, Да. која што ги кочеше реформи. Кој беше во кабинетот на Доста Димовски, кој беше во кабинетот на Љубе Бошковски? Па Стево Пендаровски, Каранакова си отиде, Каранакова си една отиде. госпоѓа заборавате. Госпоѓата Наталија Ивчева. Да, ја да и се заблагодарам нешто на Наталија Ивче, користам оваа прилика. Љубе Бошковски ме побара за државен секретар. Вечерта после интензивни консултации со неа, Љубе се откажа од идејата. Да бидете државен И со секретар. тоа мислам дека ме спаси и во животов, тоа ми е така Сите некоја имате среќа. плюкање од Наталија Ивчева, значи тоа Па не, една порција. јас со неа бев во канцеларија во МВР додека бев советник и она И беше. гледате, господине Бежовски, луѓето кои пале американската амбасада 99 година, кои беа прилепени до СДСМ. Да, се залепија до Груевски. Се залепија до И Груевски. тоа ме чудеше, не и само до- тие и до луѓе, ВМРО, целата и до длабока држава кога ја видов јас, значи И денес таа длабоката држава која што го растури 2002 ВМРО, буквално значи на изборите, ти наеднаш ги гледаш прешалтани значи 2006 година кај Никола Груевски. Никола Груевски. 2001 година. Ја носите прв информацијата разузнавачка Да. дека Никола Груевски ќе Дека биде. се спрема нешто да биде. Јас лично сум против. Мене Груевски, мислам, според моја, не ми се допаѓал како И човек. Груевски станува. Да, Груевски станува на конгресот 2003 година. Се искажа и Марјан Ѓорчев и Филип Петровски, па Лјупчо добро, сите, Георгиевски. јас бев тогаш гостин, не бев делегат. Мој пријател кој што го спомна и Марјан Ѓорчев
Жарко Јанковски го заменуваше Војопо што беше во притвор, како веде секретар, го организираше конгресот и ме покани таму со Даштевски бевме, еве, јас и Даштевски. Даштевски на сите конгреси. Сегде е Даштевски. Значи на сите конгреси е го. А добро, значи. Али некој таму, знаете, со делце, со машна, со марамче, Даштевски тоа може да го исполни. Таа роља, знаете, Даштевски е се присутен. Даштевски како оние споредни глумци кои во сите филми мора 2009 година прекинавме контакти со Даштевски. Се обожава такви рекла казала моја бетчиња ово. Бежовски. Зошто американците до 2011 година, значи од 2006 година до 2011 година му даваат карт бланш на Никола License to kill да прави што сака во држава, да. Што сака и со кого сака да се пресметува, да мести луѓе, да се живува. Да, му ги забораваат сите гревои кој министер за трговија, да. кој министер за финансии и учество во ОКТА, па корупција, родендени во Дубај, не знам. Значи све му се простува што прави. Дроги, не знам што се, аз ги слушаме бомбиве со Верушевски. Сега. Нели му се енигмата која што се обидуваше јавноста да реши зошто е тоа така, нели мислам дека Фрчковски кажуваше испорака на безбедност пред демократија ради случувањата кои што следат. Од Унгарија до Турција, тие промашија, зборам за американците, промашија својата стратегија. Не е стратегијата, не е од Унгарија. Од Босфор до Балтикот. Меѓутоа клучно е ја промашија својата стратегија. Зошто? Затоа што тука ние требало, значи уште 2001 година кога безбедност пред демократија, тоа е филозофијата. Тоа беше филозофијата, но не е тоа. Промената на името е која што е реалната позадина која што излегува. Проблем. Точно се согласувам. Секогаш американците го третирале. Но Груевски дава гаранции дека како нова технократија што го рекламира, како самиот кој што кажуваше дека не го интересирало политика, дека не знаел дека се води војна, он требаше таа теза која што ја пласираше Бранко Црвенковски, која што не е негова веројатно, дека треба десницата да го реши името. Груевски беше човекот од десницата кој што требаше да го реши името. Американска филозофија. Американска, ама и Бранко прв пат ја слушна, го бараше јунакот што ќе го смени името, што ќе го признае Косово и што ќе ја направи територијалната подела. Тоа е Кристофер Хил, кој е амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија. Така, Рике Репортпарол. Рике Репортпарол, а втор човек кој е клучен човек, кој е главен на ЦИА структурата во Република Македонија, Пол Џонс, кој подоцна прави голема кариера Индонезија, амбасадор и така натаму. Добро, секогаш од тука им е оскочна даска, на полош или на подобро, да бидеме неговата сопруга е, мислам, со руско потекло. Нема врска, бара, значи луѓе кои што знаат. Од Шереметиево, така се, значи, така е презимето сега. Значи тоа е една структура која е многу мокна американска структура, тоа во Република. Има руска, ти имаше емисија на таа тематика, руска структура која што е моќна во Америка, мислам сега да не ја шириме. Бежовски, ајде да расчистиме се некои работи. Секогаш КОС или военото разузнавање има недоверба во комунистичката партија на Република Македонија. Добре. И смета дека може да им се случи синдромот на Методи Шаторов Шарло. Комунистичка партија на Македонија во некој период по смртта на Лазар Колишевски или така натаму да направи блиски релации со бугарската комунистичка партија. Кога доаѓа до распаѓање на комунизмот, военото разузнавање или контраразузнавање КОС ја формира партијата ВМРО ДПМН. Па да, има такви информации и спекулации. За да се контролираат тие процеси на националистите, на бугарофилите и така. Историското ВМРО околу Ванчо Михайлов и претходно Тодор Александров го прави бугарското воено разузнавање. Да. Современото ВМРО не го прават македонските служби, туку го прави југословенското контраразузнавање. Затоа и во првата експертска влада покажување на Слободан Богоевски имаше 6 министри кои беа соработници на КОС. Не мора да биде соработници, ама нели биле на тие листи на резервни офицери на КОС, кои што нели се регрутирале за време на служењето во војската. Така е направено ВМРО ДПМН. Така е, да. За да има контрола врз можно кокетирање и приближување на СДСМ до Софија, до бугарските разузнавачки структури. Ја има таа жица, имам разговарано со луѓе од СДС на кои што не им е проблем да се споиме со Бугарија. Целата литературна екипа на македонското национално движење си имала пробугарски. Нивните деца веќе ги кажат, некои глумат големи патриоти, романтички некои глумат големи патриоти и играат пинг-понг со Каракачанов и со бугарска држава. Да, некои го кријат тоа минато. Го кријат, сега се патриоти херои, ко некои гостинки во моите претходни
овие емисии. Добро, ти повеќе навлегаш од тие работи за историја и ова и она. Со текна време не сум толку информиран, правник ќе отвориме многу прашања. Ќе се отвара досијата, ќе истражуваат луѓе што овие досија се во Софија, во Белград, не се во Скопје, не можеме да ги. Не можеме. Не тука што ги имаме не ги отвараме. Не ги. Онака ги чуваме. Значи, клучна личност за доаѓање на Бранко Црненковски на чело на СДСМ, тогаш СКМ ПДП, е полковник Тито Петкоски. Клучен играч. Бугарски летоци. И аферата Бугарски летоци. Човек кој им е шеф и на таткото на Јордан Орце Камчев и на таткото на Сашо Мјалков. Полковник Тито Петкоски. Да, голем респект има од длабоката држава и Сашо и Владко на картата на нивниот татко, луѓе кои што беа во царина као покојни Боге Матерски, Скалов, кои што работеле за службите. Јордан Мјалков не оди на средба со Петар Грачанин, еве да кажем. Не знам за тоа сега као. Не оди на средба со Петар Грачанин, туку оди на средба во Ниш. Така. Нема договорена средба со Петар Грачанин. Тоа е приказна која е пуштена за да бидат скрени трагите во. Па добро, има веројатно некоја пресметка во структурите на Костука, разочарани некои очекувања, има нешто. По заменување на Бранко Црненковски, бугарското влијание во СДСМ почнува да станува силно и доминантно. По заменувањето на Бранко Црненковски сите се чудиме на тоа салто мортале, значи на СДС кој што го обвинува ВМРО за бугарофилство. Ја не сум бил бугарофил, знаеле често да ми наметнат дека сум бугарофил, за на крајот од денот да ги видам ставовите на Стево Пендаровски, да се фрапирам. Меѓу другото, пошто нели сум го упознал кај доста у кабинет, доста важела за пробугарски човек, кој што ама ете искочи дека не била пробугарски. Што се случува по заменување на Бранко Црненковски со СДСМ? Партија прави Тито Петковски. Па добро, таа партија уствари помага да падне од власт Бучковски. Бучковски, значи беше премиерот кој што дојде кај Буш, значи многу кој доаѓа во овалната соба. Кај што Америка не призна подуставно име, значи беше надежна американците. Длабоката држава никош не застанува за Владо Бучковски. Ама американците застануваат, ама пропаѓа. Како што не застануваат не за Зоран Заев сега. Не застануваат, се согласувам. Тито Петковски ја прави таа коалиција. Да, его носи Груевски на власт. Се договара во Грција. Реално. Стројник е Илија Камчев, покојни Илија Камчев. Па има Маноли тука се споменува, да, значи и едно од барањата да не биде процесиран Јордан Орце Камчев. Да. Биејќи 2005 година тој бега во Бугарија, па се враќа. Дека длабокава држава потроше куп ресурси, луѓе за да го срушат реке. Значи не е тоа само исклучително бугарски проект, се сомневам дека е проект на нашата длабока држава. Затоа што тука има интерес и Груевски и Мјалков Сашо, врз основ на договорот кој што веројатно ете го слушнавме во бомбава на Зоран Божиновски од Верушевски. Бежовски, се прави владата на Халкидики. Се договара владата. Тито Петковски сака да каже дека луѓе на Джилјан Миловановиќ дошли и разговарале со него на Халкидики. Види, учествуваат американците во формирањето на сите влади. Значи, Джилијан го спречува, Миловановиќ тогашниот амбасадор. Го спречува именувањето на Сашо Мјалков за министар за внатрешни работи. Сите знаеме дека он проектот кој што јас го спомнам тука, дека частеше за министер во таа како се викаше кафаната Карши Рамстор. Вечерта се частеше и беше крајно разочаран и мораа да најдат човек кој што ќе може лесно да го манипулираат. И ете, така несреќно тука улетува мојата колешка, за која што ми е жал, ама си сноси своја кривица зашто е во таа позиција, да биде маша на Сашо Мјалков. И Груевски 2006 година доаѓа на власт. Да. И има одврзани... Како нова технократија има одврзани... До 2008 он е окей. Има одврзани значи, покажува тоа што требаше да ги покаже тие перформанси, реформи. Тогаш Драган Павлович Латас на вестите на Сител телевизија излегува и дава формулацијата дека тоа е најдобар тандем во македонската историја. Бранко Црненковски како председател кој ќе води надворешна политика, Груевски како премиер кој ќе води економска политика и ќе реформира државата. И во тој момент таа кохабитација функционира како швајцарски сад. Ама и слушаме ние и дека преку 3000 разговори имал Црвенковски со Мјалков, мислам. Или се функционира таа. Дека функционира. И имаше муавет тогаш дека длабоката држава услугите од Бранко Црвенковски директно ги дава на Никола Груевски кај Сашо, затоа што реално го сметаат природно за нив човек. Има ли во тој временски период ветување на Никола Груевски дека ќе го реши името, зашто ако американците ви дават, ако го сметат за клучен нема друго објаснување.
Значи го оставаат буквално да прави што сака. Значи на политичка сцена, да презема фирми, да носи луѓе кај нотари, да се уценува, да се заканува. Има преку 40 пријави од бизнисмени во тоа време во Американската амбасада кои што немаа храброст јавно тоа да го обзнаат, дека Сашо Мјалков и Никола Груевски се обидува да им ги преземат фирмите преку најразлични операции и трансакции. Сега тоа Преземањето на Алфа е исто во таа телевизија Алфа. Телевизија Алфа Дали од Штерионаков. Екипата околу Штерионаков, кој што се технометал. И сега образложението кое им било, пошто сега еве излегуваат работите, Никола Груевски рекол, ние окей, ќе го смениме името. И тоа ги лаже до 2011 година, се сеќаш кога беше избркан од Белата куќа од Бајден. Тоа е некаде зимата 2011 година, тогаш кога мора изјава да дава на улица пред Белата куќа. И после тој настан се знае, се враќа во Македонија и ги распишува предвремените избори 2011 година. Да, и тога се знае дека американската администрација ги дава првите информации дека влегува во процес на демонтажа на Груевски затоа што ги излажил за промена на името, а они му дале можност да направи пари кои што би ги искористил да не биде шиканиран, не знам, омаловажуван и ова и она кога би го сменил името од народот, затоа што има голема одговорност. Од 2011 година до 2016. 15 почна шарена револуција. Да. Меѓутоа Груевски победува на изборите на 11 декември 2016. Па пропагандата е многу јака и многу пари се внесени. Има многу пари Груевски. 5 години Груевски ги издржува. Се опира на американците. Да, успева. Тоа не може без помош на длабоката држава. Тоа не може без финансиска помош на олигархијата во Република Македонија. И странски служби кои што ете полека излегува, кои му помогнале да избега во Маđарска, во Будимпешта и среќата негова на моментот што во 2016 година изгуби Хилари Клинтон, победи Трамп. Он го искористи тој момент. Се обиде да се врати како премиер и покрај тоа што дал ветување дека нема да биде, нели во бомбите слушаме дека Верушевски го убедува дека нема да биде премиер, дека ќе се откаже, дека ова, дека она. И тоа е филмот кој што им го пласира на американците. Додека не ја купуваат тортата за да слават вечерта кога го добива мандатот. Тогаш таа американска држава булдужер дипломатија губи трпението и реално после тој момент не настрада Никола Груевски, него настрада тој напатен народ, значи нашиот народ македонски, кој што и ти го спомна, настрада од нетрпението на американската булдужер дипломатија кон олигархијата, клептократите кои што реално го лажеле дека ќе испорачаат решавање на безбедносен проблем, односно решавање. Бежуски, како вие станувате газда на фирмата каде што завршува дел од капиталот на ВМРО ДПМН? Значи, Уставен суд носи одлука во време на владата на Лјупчо Ѓорѓевски дека не треба да има политички партии не смеа да имат. Павле Трајанов ја поднесо иницијативата иначе така не сум знае. Тоа ВМРО ДПМН имаше дел во малцински пакети во одредени медиуми, во Македонска банка. Само сум читал јас од весници до 2003 година до септември после конгресот. Деловен имот, имаше, хотели, префрлено кај луѓе, кај многу луѓе, нели ако се сеќавате и Гордана Јанкуловска како секретар најави, не знам точно која година беше, пред кога гостува веројатно 2010-та Милка Снивес. Спасеновски се спомнуваше пратеник. Спиро Ристовски, сите се тие вклучени во, сите сме за жал вклучени како структураши во тие некои. Значи вие станувате капиталисти преку ноќ. Па така излегува тоа. Што завршува кај вас? Вака се, не завршува кај мене. Нешто завршува. Завршува. Не, слушајте ме, ништо не завршува. Значи 2012 година морав да го предадам уделот по набавна. Не, видите се, значи до 2012 година вие го предавате, но прво го добивате. Што добивате? После конгресот во 2003 година јас ме вклучува во тој процес, проект или не знам што, председателот на надзорен одбор кој што е избран заедно со Никола Груевски, Сашо Доновски се вика, тој кој што е управител на таа фирма и претходно во медиумите Утрински весник го третира добро, бизнисменот од Кичево, не знам што ово. Значи кај него е таа фирма. Да, сега на тој конгрес, на тој конгрес ние правиме, мислам пријател ми е, реално се дружевме и ми вика дал си заинтересиран пошто ја реално бев подложен на многу страшен мобинг во царинската управа. Бев и деградиран. Кажете што фирма е? Кој капитал завршува? Капиталот, не, сега значи доаѓаме до овој барав работа, реално јас барав работа, ја најдов и ја најдов. Како се вика таа фирма? Тогаш се викаше Турист линија и мојот услов беше да го променам името на фирмата и да се вика Sonic Estate
Така некако ми дојде името, тоа беше Соник. Модерно. Па не, Соник беше, ми беше интересна песна од групава Соник, таа Добро, имаше. Бежовски. Што капитал имаше таа Вака фирма? се, таа фирма имаше многу интересен капитал у тоа време, седиштето на Македонска банка беше, со договор вклучен. Агромеханика, тоа седиште на Македонска Да, банка? 1500 квадрати. Објектот на рекорд кој што беше Вегера, се сеќавате се, Да. беше популарна бурекџилница. Најлинденска број 9 сега кај што Карши е владата. Република и радио доле Кај имаше. што сега е Република, Да. тој објект. Тука имаше Land Rover и Форум беше таа Така ако се беше. сеќавате. Значи тие објекти беа Да, вашата фирма? и еден објект на Анкарска 65 квадрата и на Елисија Поповски во зградата на Доста кај што беше тој некој прес-центар. Доста Димовска. Да, прес-центар таму и Груевски нели се снимени со Сашо Мјалков од тие муабети некои за нарачки. Добро, Бежовски. За вакви, за Колку тежевте тогаш? Тогаш тежеше фирмата, значи без Македонска банка околу 2 милиона евра. Без Македонска Без банка. Македонска банка. Ама Македонска банка имаше обврска од управа за приходи да се раскине и од обвинителството да се раскине договорот за да менаџментот на банката не добие 2 милиона кривични. евра. Да, 2 милиона. Значи вие располагате. Тој е партиски имот кој преку таа фирма ви е ставен на располагање. Па, директно партиски имот, да, е само тој објект на Вегера кој што е поклон од ВМРО ДПМН и кој што целата битка на ВМРО ДПМН новото раководство беше да го врати тој објект назад до И тука партија. почнува вашата голгота. Тука почнуваме. Не почнува баш тука, него почнува Кога од почна? кога го зимам уделот 2005 година. Јас не знаејќи дека уделот ми го даваат со една позадинска игра, ми го даваат уделот за да после известно време во тој спор со Македонска банка која што го води фирмата, адвокатот Јово Вангиловски и неговата таму приправничка или што беше Јован билја. Миловски, подосна председател. Превара, познат како превара. Подосна- Па станува буквално, не се појавува на рочиште, ми ја отвара фирмата за 1.000.000 евра према Македонска банка. Председател на Врховен И суд. станува председател на На Врховен. суд. Да. Кум на Трајко Велјановски. Кум на Трајкове. Значи за да можеме хиерархијата да Да, значи вас ви е да, адвокат, да, нас ви е адвокат, Адвокат ми е даден од партијата Јово Вангеловски. Јас тога сваќам дека уствари имам проблем со непријатели и почнам да се бранам. Ликвидацијата на Македонска банка, они сваќаат дека со ликвидацијата на Македонска банка фирмата ќе ми остане чиста и тогаш почнуваат моите проблеми за да го преземат удел. И тогаш вие стапувате во контакт со американска амбасада. Па Станувате не, човек не, на вака кралето, се. Јас односно имам со човек на американците американска- контакт уште многу одамна, значи имам родни Да, меѓутоа таму, тогаш сум веќе учел таму. се јавувате таму Не, да се пожалите да се забиете се јавив обезбедите таму безбедност. кога се јавив, сега ќе ви кажам. Од кога ја видов шемата, ја сватив со ова, пробав да разговарам со раководството на партијата и на ВМРО-НП и на Со кога разговарате? Значи разговарам со Војо, со Ламбе, Со Војо Стојановски, со Љупчо, Ламбе. не, Војо Михајловски, Михајловски, со Љупчо, го барам, Груевски не ме прима, ме примаат Владко Гордана, Александар Михајловски, таму некои реформатори кои беа Александар Михајловски тогаш е председател на правна комисија. Подосна председател на правна комисија. Да. Не битно, ама е Сега таму сега е адвокат, сега адвокат на Јордан Орце сега, Канчев. он е таму таа структура која што е некако магично блиска од кај Маријан Ѓорчев се прешалта кај Сашо Мјалков. Значи, тие некои структури многу магично се прешалта од противници на Груевски во поддржување. Тие инсистираат вие да го вратите капиталот. Да го Па, вратите не имот. инсистираа да го вратиме. Јас се викам, луѓе, еве го уделот, терете што сака да правите, ослободете ме. Тоа беше на таа средба 2006 кај што беше Владко Мјалков, Гордана, Мартин Протуѓера, мислам дека Груевски ја слушаше на интерфон. И Милеја на Киевски, кај што јас им викам, луѓе, еве Екипата од бомбите. Да, еве Клучната екипа. ја фирмава, да ослободете ме, овој притисок не можам да го притиснам. Тоа веќе се Да го они под- дојдени на власт. И ја веќе го осеќам притисокот, затоа што има ретардирани луѓе кои што работат во УБК, слушале муавет Добро, и тебе те напаѓаат. И во партија го има Значи исто. Бежовски вие им ја давате фирмата и продолжувате. Јас им ја давам фирмата, ми се јавува Владко Мјалков и правиме таму во Капиштец една средба спа, ми вика ти не местиш, тоа може медиумски да ни се одржи лошо на партијата, терај што сакаш. Оне беше тој ставот. И вие враќате фирмата. Не ми ја враќаат. Ме остава да терам, ама подземните игри продолжуваат. Додека моментот не сваќам дека со Јово Вангеловски ми спремаат игра да има стечај и имотов да го повлече Македонска банка едноставно да биде испарен према преку моето име и да биде избегнат данок према УЈП од 800.000 евра од договор за купопродажба на седиштето на Македонска банка према фирма Соник Истет, што сум правител. Значи преку вас треба да ги исперат парите. Да.
И човекот кој треба да го направи Јован Вангеловски. Да. Едва и успева СДСМ Да го тргне. да го трне Јован Вангеловски Значи, сега, јас отидов ова да го пријавам во обвинителство 2007 година. Кога, И Вилма Русковска е тогаш исто на организиран криминал. Кога почнав, кога го спомнав името Јован Вангеловски, она по црвене, по зелене косата се дигна и ме исфрли надвор од обвинителство, а сега бара народот да пријавил организиран криминал или не знам што, немал доверба во судството. Значи, и таа 2007 година е Вилма Русковска. Да. Тогаш блиска на Мјалков. На Мјалков и на Јово Вангеловски превара. Сега блиска до Заев. До Заев и до СДСМ. Значи, тие се тие играчи на длабоката држава која што не е моја кривица зошто се таму. Кривица е на нашите европски партнери и на американците кои што фрлаат пари во обука на луѓето во правосудството и во безбедноста. 55 милиони евра. Кажа поранешниот американскиот амбасадор дека се фрлени во македонското судство. Инвестирани да речеме, ама излегува дека се фрлени. Прават проект специјално јавно обвинителство и длабоката држава им го минира тој проект. Значи им го крши како слон у порцеланска продавница. Страшно нешто. Значи на парче им го растура. Така. Учествува ли Заев во реализацијата на таа идеја на растурање на специјалното јавно обвинителство? Па еве како што гледаме, има основен сомнеш од оваа бомба каде што зборува Соверушевски дека ние како држава сме заложници на договорот со Сашо Мјалков кој што го имаат постигнато од повлекувањето на контролата во Струмица. Вите Бежовски. Јас сум сигурен дека има бомби за Монструм. Добро. Јас сум сигурен дека има Добро, веќе како новинар треба да ги имате тие информации. Да, сум сигурен дека има бомби за Монструм. И овој настап на Фатиме Фетај во судскиот процес пред 2 недели кај што вели дека нема други бомби и дека тие кои специјално јавно обвинителство ги немале тие бомби, ги немале слушнато, ја мислам дека е реванш и удар на дел на структурата на обвинителството и посебно на специјалното јавно обвинителство према Зоран Заев и СДСМ кои ги пуштија низ вода. Добро, и видете сега, ако се сеќавате добро, и Љупчо Георгиевски падна на тема корупција. Извештајот за 111 место од американците првата опомена до Зоран Заев дека звездата му гасне кај американците, кај меѓународната заедница, американците. Нашето пријателство со Америка е огромно. Нивната булдожер дипломатија ја утна проценката и ја скрши кичмата на народот, не на олигарсите, тие така наречени клептократи, пошто реално Никола Груевски им потроши многу време и многу ги лажеше дека ќе осмени името. Ја скрши кичмата на овој напатен народ и мислам дека американската администрација има задача сега да се смири со народот. Иако поради оно нестрикно интервју за БГНС, јавноста има перцепција дека Зоран Заев е бугарски играч. Ама и американците го вадеа после тоа. Значи, јавноста има перцепција дека е играч на бугарските служби. Зоран Заев е сепак играч на Александар Туманов. Па не, он ги слуша американците, линија. Значи тоа е белградската линија. Десната рака на Аца Василевиќ. По советниците тоа се види што му беа ангажирани кои што ги критикуваат. Значи тоа е белградска линија. Давањето на вакцини од Вучич. Па добро, и веројатно релацијата со Сашо Мјалков е белградска линија. Покажува дека не е тоа бугарска, туку дека е српска линија. Да, и јазикот во реќањето на со Зоран Заев, преку Зоран Заев контраразузнавање или поранешен кош ја воспоставува повторно контролата врз СДСМ. Да. Што е изгубена по заменувањето на Тито Петковски 2005 година, доаѓањето на Владо Бучковски, кај што го сомелува него длабоката држава. Токму на бугарското прашање. Ма гледате сега многу интересна работа, ја што го кажувам као теза, ако Љупчо Георгиевски беше обвинет за обид за поделба, за проект за поделба на Македонија 2001 година. А Владо Бучковски па беше обвинет за минирање на одбраната. Радуша, точно, Арачиново и така. Па и таа дори жртвата на прилепските бранители директно му ја препишува дека дал информација, кој што нели е тешко обвинување, ама постои во јавноста. И сега во 2001 година заедно со Љупчо Георгиевски работат на проект на бугаризација на Македонија. 2020-2021. Таа дори Љупчо се обида да го реактуализира проектот за поделба на Македонија, може и кај тебе во емисија која рече ама јас зборував тогаш. И тоа е директно спротивно и тоа е неговиот греф кога он се судира со американците, може го пропуштивме на почетокот да го дообјасниме. Значи, директно работи, можеби несвесно, против американските интереси во Македонија. Американските интереси во Македонија да биде Македонија унитарна држава. Да остане целовита и унитарна држава. И тоа е, ние им го должиме и целовитоста ја должиме на нив во 2001. Тоа американците нас не го должат.
Бидејќи американците, одејќи на картата на решавање на проблемот да. со името, изфорсира многу политички Американците гарнитури и се замерија со македонскиот Не народ. ги должат клептократите да ги изведат пред лицето на правдата и да ги тргнат конечно од Американците не должат политичарите кои го краделе народот и олигархијата да одговарат да пред лицето одговарат на пред правдата. лицето на правдата. Тоа За нас да не го се должат. смири со македонскиот народ Инаку нема смирување. и ова да се реши проблемот за Бугарија, кој што за нив не е проблем, него е разочарување. Американците нас не должат. Не должи. Таа длабока држава да заврши во Да затвор. демонтираат, се Да согласувам демонтираат. со тоа. Ја толерира за да се реши името, Да. Да, а она Ја ги толе- возеше да а не го она- реши името. бидејќи длабоката држава и ЕУ и НАТО не одат заедно. Не одат. Тие работат на сите проекти против. Интегрираното гранично работење го кочеа 7 години. Го кочат законот за Таа длабока држава му помага на Никола Груевски. за да 5 избега. години. Да. Ете Вилма Русковска рекла Му помага да рекла имала информација, обвинение нема. Дали вас ви е индикативно дека имаме ликвидација на банка во 2007 година, до ден денес нема никакво обвинение за ниеден човек од менаџментот на Зборите за банката или од македонска банка. собственоста, да. Еве сега Евростандард банка имаше Те што е сериозни информации дека е вклучена во перење на пари со Венецуела, Евростандард банка. Евростандард банка и со други некои сомнителни операции кои што се одвивале преку виене, не знам, обвинителството нема никаква активност. Мораше меѓународниот монетарен фонд, тие, не знам, Светска банка, кои да интервенираат преку банката за да се Преку Народна пресметува банка. преку Народна банка Вие за да се Вие пресметуваат. Бежовски со презиме Бежовски доминират у банкарскиот Па, сектор. така и изгледа. гувернерката е Бежовска и вие сте Бежовски. Па добро, значи, Петар Гошев вие- ја ликвидираше Македонска банка. Македонска банка и Петар Гошев потврди дека е директно поврзана и е ликвидирана по барање на меѓународниот фактор затоа што е поврзана со капиталот на Слободан Милошевиќ. Има тука индикации за поврзаност на длабоката држава со капиталот на Милошевиќ и еве сега најновата евакуација која што ја гледаме на во македонската економија е тоа што Манчо Чифлиганец. Вачо Чифлиганец ја напушта демек Македонија како бизнис и оди каде? Оди во Србија и оди во Грција, каде што реално таа држава длабока е моќна и може да му помогне. Каде се крие Делавелски Србија? Прво се крие во Бугарија. Во Бугарија. Важи за про-бугарин и наеднаш он Оди го во гледаме, оди во Белград. Каде се крие Зоран Иванов, пранешниот прв човек на агенцијата за разузнавање? Се крие во Турција. Добро. Каде се кријат овие структури блиски на Во Мел? Грција. Се кријат во Грција. Во Грција, да. Груевски со помош на тоа германско влијание на Меркел оди во Будимпешта. Да. Прашање е на време кога ќе Германците, моje мислење дека не ни се пријатели, имаат некои тука пробугарски интереси кои што видовме пробаа да ги бутнат на мала врата со тоа дека погрешно сме ја толкувале историјата, а американците го во последен момент го блокираа преку Чешка и Словачка. Бежовски, па династијата Аксаксо-Бурготски е германска династија. Ние не постоиме на картата на монархистичка Европа и тоа во неформална комуникација ми го кажале представници на Конрад Аденауер, чии што обуки сум ги посетувал тука. Ние повторно ќе кажам, таа идеја за република, за ова зона не кошта многу и многу тешко дека ќе влеземе во Европската унија. Американците не буткаат да влеземе, не им е приоритет им беше да влеземе во НАТО. Што Кажавте- ќе биде со Европска унија, не знам. Кажавте една работа која вреди да ја анализираме. Чешка и Словачка во рок од 24 часа Преку ноќ ја смени одлука. Преку ноќ ја менуваат својата одлука Министрите за надворешни работи немаа никаква забелешка за другиот ден премиерите да дадат вето. да стават вето. Да стават вето и тоа на дел од реченица која што се обиде да бутне Ангела Меркел, односно германското преседателство, за тој некој документ за проширување беше каде што Македонија беше директно обвината за погрешно толкување на историја. Верувајте дека тоа значи многу сериозно го сватија Погрешно толкување на на историјата. историјата. Тоа нив, ако ние влеземе со таа погрешно со таа толкување, формулација. тоа им одговара нив затоа што реално во Втората светска војна, како што е фашистичка држава и Бугарија, фашистичка држава и Германија. Тоа е еден експеримент можеби да се обиде да се избрише, да се испере повторно. И Чешка и Словачка на тоа погрешно толкување на историјата стават вето. Да, стават на вето. Они реално имаат респект према Германија, они се Македонија. зависни од Германија. Да, реално Тие се зависни од Тие се Германија. Австро-Унгарија, реално. Австро-Унгарија. И ставаат вето во рок од 24. Да. Кој е тој фактор во светот? Александар Николовски. Да, кој е тој фактор во светот што може да крени Не, телефон? види, Ама тука сигурно. е Александар Николовски жртва на таа длабока држава која што дава таму погрешни информации. Факторот е нашите пријатели американците
State Departmentот, Значи Стейт департаментот крева нема телефон кој друг, значи. на Чешка и на Словачка да ставаат вето Сега, на погрешно толкување на историјата. како што се јавиле да стават вето на Чешка и на Словачка, време е да го трнат Али Ахмети и нашите политички елити од Главната руска инсталација во Република Македонија. Видите, ние ја читаме нашата историја толку погрешно. Да. И ние постојано велиме албанците се главен Да. фактор на Да, американците. не. Главната руска инсталација во Република Македонија. Марксистите, ленинисти. Се Али Па добро, Ахмети ти убаво и ги таа структура. анализира во своите емисии и така натаму. Американците во овој период мора да се смират со македонскиот Да народ. побарат прошка. Да побарат прошка од Да македонскиот дадат, народ. да ги дадат клептократите пред лицето на правда. Само така може да се смират со македонскиот народ. И реформата реално да се спроведе во правосудството, во безбедносните органи, во државната администрација. Таа булдожер и така. дипломатија 5 пати ја предупредува Бугарија Да. дека се разочарани од нивниот однос Да. ставаат вето за приемот на Македонија. Точно. Последна е нашата, односно американската амбасадорка во Република Македонија, Кейт Мери Барнс, Така е. која дава интервју за гласот на Америка, ако не се Да, лажам, кај што ја обвинува Бугарија, претходно Филип Па и Рикер, Пердју истото го кажа. Пердју, Да. Хојти и така Целата натаму. таа плејада на структура. дипломати кои што се занимаваат со Западен Балкан. Излага- Сега чекаме Викторија Нулан што ќе каже, мислам реално тоа. Излага ќе биде госпожа cool. Захариева и вели американците да си ги гледат работите кај нив дома, нема што да ни се мешаат. Ова нема гулаш да јаде. Ова ќе ја пуштат на некој борщ тамо во Не, Русија. мислам дека бугарите реално периодов не ги чека добра политичка иднина. Ки има булдожер Ќе дипломатија. има, да. Изгубено е трпението на американците и они не се таа филигранска дипломатија како ти што каже и таа француска или британска. Нема Они време. нема време. Како била Многу тоа? време ми изгуби Никола Груевски. Значи и Рикер во 2009 рече дека има време да чека ние да го смениме името 20 години, ама не ми стоеше баш. Која кариера имаше? Кариерата го кошташе Никола Рикер. Груевски. Значи гледате, Рикер е портпарол кој е Кристофер Хил тука, Да. па е амбасадор, Амбасадор. па влага во преговори со Никола Груевски, добива Така. лажни ветувања Да, Никола дека ќе го Груевски смени името. и го стават конзул. Заменик, не, прво оди заменик државен секретар, Така. депјути асистент секретар и дас, и од кога настанува ломот со клоцата у Белата куќа, оди конзул во Милано. Во Милано. Тоа е страшна деградација. Деградација. за амбасадор. Американците тоа не може да го простат. Кариерата, значи, на Рикер, Никола Груевски ќе окошташе кариерата негова. Се успеа да се спаси према структурите на Пентагон, го вратија прво како цивилен командант, помошник на тој некој Да, со генерал Скрапатони во Авијано. Ми се пофали. Сега кога дојдовме комунициравме, значи кога дојдовме да се променува името, он очекуваше нели ја да ги поддржам во тие нивни напори за промена на името. Јас сметав дека користењето на клептократијата, и тоа му го кажав, му го напишав, мислејќи на Сашо Мјалков и овие други структури за промена на името против македонскиот народ, дека е крајно некоректна поставка, Меѓутоа, што реално се покажа. Доаѓаме до крајот на разговорот и до една клучна тема, а тоа се изборите Стево Пендаровски, Гордана Силјановска. Да. Тоа е судирот и конфликтот Суштинскиот дел на кој се случува. длабоката държава. Ние тоа го гледаме сега, не се добиват лиценци за НАТО, безбедносни сертификати и така натаму. Да. Синиша Алексовски, дел на структурата на Ѓорѓевна остана Па без не е само Синиша, лиценци, дел без од безбедност. СДС што се блиски Дел од се без СДС на Радмила сертификат. Шекеринска останат без лиценци, без Значи тоа е безбедносни таа сертификати. длабока држава која што американците реално имаат многу добро снимено, многу добро ги знаат кои што соработува. Сега со следува кого период соработува. значи на нивно чистење. Па да се надеваме дека така треба да биде. Знаете Сите... како тоа се заврши? Со Зоран Верушевски така почна, така мора да заврши. Ама Како- два пати Зоран како Верушевски се ја руши спасува. владата на ВМРО со прислушкување. Да. За време доста, Од тамо за почнува, време Груевски. тамо мора да заврши како филмоите на Милчо Манчевски. Па ете, Тоа е диелектика. така е. Че од диелектика не се согласувам бега. комплетно Значи со- изборите 2019 се клучни избори. 2000... Гордана Селјановска, председателските Да, избори. да, Гордана да. Селјановска, Стево Пендаровски. Заев сака да оди со Оливер Спасовски. Во последен момент мислам дека тука се умешани нашите пријатели американците, кои што му кажуваат ако сакаш ти да победиш Гордана Селјановска, мораш да извадиш човек на длабоката држава, кој што реално е припадник Стева,
и за да бидат поразени. Самиот знаеш дека многу професори кои што гравитираат према Цревенковски собираа потписи, јавно излегуваа. Значи, се работеше на сериозен проект. Така. Таа 2018-2019 година за презимање на СДСМ од Зоран Заев. Да. Се знае тоа медиуми под контрола на СДСМ ќе ни цитираат, ќе не направат и ова карма каша. Знае, меѓутоа тоа мора да се каже. Мора да 20 години сум навикнат во борба со таа длабока држава. Луѓето на Бранко Црвенковски работат на проект на формирање на трет субјект. На нова партија за презимање не мислам дека не, го презимање. Они губат на конгресот. Значи, не го замрзна членството во СДС, ама одмрзна политичката активност. Му ја дава партијата на Зона за 2013 година. Како најслаб кандидат имаше емисија на таа тематика. Да, 2013 година Зоран Заев доаѓа, па ги губи катастрофално изборите 2014 година. Да. Па Бранко Црвенковски и тогаш го предлага Стево Пендаровски да биде лидер на СДСМ, а да се повлече како вели ние јасни Зоран Заев не сме еднината. Ама Бранко Црвенковски 2011 година, значи ги признава изборите кои што иако имаше индикации дека се фалсификувани, за да пошто по неговата политичка неговото политичко зихераство го тера да бега од крупни проблеми. 2011 година висеше промената на името и тоа беше неминуван проект кој што требаше да го реши десницата, но ете го реши Зоран Заев. Како кандидат за премиер. Тогаш вели јас не сум кандидат за. Јас Рада ќе биде која што претходно е поразена. Кој исто така е проект на длабоката држава во Република Македонија. Така. На предлог на Бранко Азевски, вечниот председател на Стопанската комора, олигархите му соопшта на Бранко Црвенковски дека треба да биде Радмила Шекеринска. Так. На таа средба Илија Илјовски така натаму, втор човек во комерцијална. Значи тоа е таа една структура која инсистира Радмила Шекеринска дека има поише шанси да победи 2011 година него Никола Груевски, односно Бранко Црвенковски. Ама тогаш таа година длабоката држава дефинитивно се прешалтува кај Груевски за да ја поделат повторно со кандидирањето на Пендаровски. Значи, работат на проект луѓето на Бранко Црвенковски. Две имиња се на маса. Едното име е Стево Пендаровски, второто име е Живко Мукетов. Првиот човек на околу. Можеби не знае Живко Мукетов, јас не велам дека знае. Можеби не знае, но велам дека структурата која сака да преживее. Да, таа структура ја дефиниравме точно низ муабетот, таа ги гледа Стево Пендаровски и Живко Мукетов како можни наследници на Заев и на Никола Груевски. Мислам дека грешат. Сега се залепија за Христијан Мицковски. И тоа ВМРО ќе го мислам дека му одмагаат реално на Христијан Мицковски. Тешка беше неговата задача со презимање на ВМРО ДПМН и обидот да го јавне коњот на груевизмот. Беше негова голема грешка, доби погрешна информација, обкружен е со луѓе на Мијалков, кои што укажано му е не само од мене и од многу други структури дека тие луѓе треба да тргнати од штабот и од креирање на политиката. И реално за да го подобри пријателството со американците мора да ги тргне тие луѓе од таму. Тоа не може да се случи Бежовски. Видите, ВМРО е надвор од процесите. Значи ние имаме две структури. Да. Зоран Заев кој лошо ги води процесите и ВМРО ДПМН Христијан Мицковски кој се надвор од процесите. Ама е миниране од натре. Левица му е проектот внатре кој што не само е на Заев. За да може Зоран Заев да биде поразен на избори, ВМРО ДПМН мора да се врати во процесите. Да се реформира прво кадровски. И така натаму. Еве, добар потек е Маријан Ѓорчев, он гостуваше кај тебе, јас сметам дека ти тука имаше големо влијание врз првиот позитивен чекор на Христијан Мицковски. Мислам дека сватил со некои луѓе во извршен дека сгреши, но сега знаете како, многу е грешка сега да ги менува. Ви имате две структури во бугарското разузнавање. Едната структура Бојко Борисов Каракачанов, структурата на КГБ, така. И втората структура е Бриго Аспарухов. Добро. Маријан Ѓорчев не е КГБ структура. Па не, видете, Маријан Ѓорчев не дека е некој кадровиков, она како што самиот си кажа, значи е умерен човек, разбран човек, значи може да се разговара со него, има трпение. Кој зова структура на ВМРО ДПМН е Монтеверест. Па реално да, има трпение да разговара. Кога јас го имав главниот проблем во ВМРО ДПМН, немаше човек здрав со кој ти можеш да разговараш. Крај на интервјуто сме, само кратко. Значи Стево Пендаровски е поразил Гордана Силјановска. Да. И всушност американците, земајќи човек од длабоката држава, тој Стево Пендаровски, ја поразуваат длабоката држава. Тоа е суштината на изборите 2019 година. Па во принцип да, сега гледате и сите изјави што ги давате. Тоа е пораз и на олигархија, и на Бранко Црвенковски, и на целата таа длабока држава. На Сашо Милков. Сега финалето треба да тоа е една работа, видите, тама нема поделба. Бранко Црвенковски, Никола Груевски, Христијан Мицковски, Сашо Милков, тоа е една држава. И го имаме несмасни од Зоран Заев кој лошо ги води процесите. Мислам дека, ама не, гледате дека излегува дека има договор
со Сашо Мијалков, Сега ќе на кој што сме заложник сите. Сега ќе го тестират со Бојан Маричич. Ако ја пушти Катица Јанева низ вода, зборам за Зоран Заев, Добра. сега ќе му биде тестот со Бојан Маричич. Значи ќе биде точно тестиран. Ако го пушти Бојан Маричич низ вода, тоа е Зоран Заев, нема капацитет да расчисти со таа длабока држава и со криминалот во Република Македонија. Така е, се согласувам. Ние сме заложник 30 години на таа длабока држава. Бежовски ми беше мило. И мене исто, благодарам на поканата. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва интервју со Александар Бежовски. И реков, многу ексклузивни работи, интересно, односно да не речам одлично интервју, 60 минути, веројатно преку 80 прашања, интензивно интервју од типот на интервјуи кои се прават во емисијата во Центар. Како велам, има два типа на интервју, едното е газење, второто е интензивно интервју, кај што многу ексклузивни работи се кажуваат. Ако сте задоволни, ако ви се допадне интервјуто, ново дружење недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.